Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Нов ден. Се надевам дека ве наоѓаме во одлично расположение и дека дополнително ќе допринесеме на некој начин да ви го разубавиме денот. Неколку минути после 10 часот и точно време е да отстапиме простор за темата на денот. Помеѓу најпопуларните дестинации за студирање од страна на странските студенти се наоѓаат токму во Канада. Познат кумановец кој од 1993 година живее и работи во Канада, поточно во Торонто, денес ќе ни раскаже дали животот во Канада е скап, стандардот висок и дали со помалку платени професии може да се заштеди. Па чест и задоволство ми е да ви го представам. Денес гостинка е нас во студиото господинот Јовица Крстевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и ми беше задоволство да ја прифатам поканата и да учествувам во оваа емисија, бидејќи како роден кумановец секогаш моите врски со Куманово останали и ќе останат. Благодарам на поканата. Многу силни. Да. Така. Скоро цели 25 години како вие живеете во Торонто, Канада. Се сеќавате ли на времето кога се иселивте? Да, тоа беше 93 година. Со фамилијата, една ќерка и еден син, тие беа на 10 и 9 години кога заминавме. Се решивме на тој чекор, од полно разлози, но меѓу еден разлог главен беше тоа што јас сум електроинженер, мојата жена е медицинска сестра, да тие двете струки беа барани и се уште се барани на некој начин, така да полесно може да се дојде до некоја далечна дестинација каде што ќе можеме да започнеме нов живот. И 93 година не беше година за добре за заминување, да кажеме, од овдека, но исто и кога стигнавме таму, се уште немаше компјутери, немаше интернет, така да добивање информации, снаоѓање беше многу тешко. Но ние, ете така, се решивме, отидовме и еве, после 25 години сум дома, иако почесто доваѓаме, но ова е така некако јубиларна година, значи 4 век на мојата фамилија Крстевски во Канада. Господине Крстевски, вие сте представник на кумановците во Канада. Да, ние кога отидовме таму имавме проблем со снаоѓање, бидејќи немавме никого, немавме фамилија, немавме познати и на некој начин ни беше тешко да се вклопиме во самата средина. За да разберете начинот на кој беа нашите луѓе македонци или да кажам бившите југословенски републики организирани, сите беа околу црквата, така да во склопот на црквата постоја друштва и тие меѓу себе се дружија, се помага, организира разни приредби, да кажеме, игранки. И меѓу тие друштва од Македонија беа Скопското, Битолското, беа две, Селско и Градско, потоа Прилепско. И сите градови, поголеми градови кои имаа емигранти во тоа време, си имаа друштво. Куманово немаше друштво, така да ние кога отидовме, ни беше многу тешко да најдеме кумановци. Во црква најдовме неколку фамилии со кои почнавме да се дружиме. Треба исто да разбереме дека кумановци не беа луѓе кои одеа на печалба. Тие остануваат дома и тука работеа, бидејќи Куманово беше како индустријски град и немавме некаква потреба да идеме. Но 93-та се отвори така еден прозорец кон свет да тогашни некои кумановци, меѓу кои и јас отидовме и го почнавме тој бран на населување на Канада. После нас, со доаѓање на компјутери, со интернет, младите ја открија Канада, така да кажам, и масовно, во поголем број почнаа да пристигаат во Канада и се на некој начин се јави една иницијатива, да се пројави иницијатива да ние некако на некој начин се организиравме. Имавме прво предлог да бидеме источно македонско друштво, значи да ги собереме Куманово, Паланка,
Кратово, Свети Николе, да кажеме, Берово. Но бидејќи имавме еден човек во Торонто, доктор Драги Денковски, кој од Младо Нагоричане, кој многу ни помогна и кој беше иницијатор да уствари ние се организираме во Канада. Тој со неговата иницијатива и жена ми која учествуваше во собирање на податоци за нашите кумановци во Канада, направија еден список од, мислам дека бе отприлике 25-30 фамилии кои ние ги поканивме на една така да кажеме свеченост кој доктор Драги Денковски ја организираше во неговиот голф клуб во Торонто и првпат кумановците направија една убава парти, така да кажеме, се собравме, се видовме и од тогаш, значи, тоа беше 1996 година, ние со некој така прекини со помала или поголема активност, се уште сме присутни таму како друштво на кумановци, кој ние го крстивме Христијан Карпош едно време, мислам, така да, али се викаме друштво на кумановци во Торонто, Канада. Што ќе не кажете за тамошниот начин на живење? Направете една паралела. Се зависи во кое време. Кога ние отидовме 93-та беше едно време, потоа настана друго, 2008 настана една криза, сега е, така да кажеме, но во секој случај 25 години е голем период да може да се човек таму некако снајде, да се смести и да кажеме да почне да ги гледа работите по реалистички, бидејќи додека си турист се ти е убаво, немаш мани, додека кога ќе почнеш да работиш, да живееш, некако доаѓаат оние проблеми, секојдневни проблеми со кои се соочуваш, а исто така врските со Куманово на некој начин се продолжуваат, бидејќи полно луѓе сака да дојдат, доаѓаат или пак се спрема да доаѓаат, па така да секојаш тие на некој начин бараат некој совет или едноставно сакаат некој работи да дознаат. Ами животот во Канада е многу зборам ја за Торонто, бидејќи ние таму 25 години отидовме и таму сме. Тоа е голем град со голем така градски сообраќај во кој има автобуси, трамваи и исто така метро, така да во зависност каде работиш, што работиш, денот претежно поминува во одење на работа, работење и враќање од дома. Единствено сабота, недела, кога сме дома, ако не работиме на некој начин, тогаш можеме да се посветиме на овие активности, како што реков, и со нашите кумановци, и со соседите, да кажеме, или со пријателите, на кој начин ние организираме или пикници, или, например, одиме некаде во посета на некој така значајни места околу Торонто. Така да, секојдневниот живот е претежно, се врти околу тоа, работа, дома. На која функција вие во моментов работите? Јас сум електроинженер, така да променив доста фирми на некој начин, бидејќи кога дојдовме таму ни бара канадско искуство. Ние немаме овде во Македонија прилика да добиеме канадско искуство, ако не работиме во канадска амбасада. А мислам тоа е една шега, ние таму, мислам јас кога отидов таму, почнав да се снаоѓам така да работе во неколку фирми. Моментално сум на еден универзитет во Торонто кој се вика Ryerson и кој стварно е многу добар, може на таа тема подоцна да збориме за странските студенти. Не сум професор, али работам во одржување и операција и така да кажеме управување на зградите на универзитетот. Ние имаме околу 30 и нешто згради, така да сите оние потреби на еден универзитет да функционира, тука се тие класовите, мислам, клас собите каде што се држат предавања, тука се лаборатории, имаме компјутер центар и оние администрација, да кажеме, имаме, пошто сме во центар на Торонто, имаме, да кажеме, улици, патишта, инфраструктура која е дел наша, која е дел на градот. Така да мојата група, која е Operation Maintenance група, ние одржуваме и така да кажеме сме во контакт со сите оние вработени во универзитетот, кога им треба нешто, тие се обраќаат на нас. Јас сакам во оваа прилика да напоменам Ryerson University, еден од трите универзити во Торонто, ги има University of Toronto, York University и Ryerson. Многу сум поносен на Ryerson, бидејќи син ми таму учеше, тој заврши компјутер. Така, слободно искажете го вашиот став, надоврзете се на таа тема.
Тој заврши компјутер сајенс и за време на студирањето играше кошарка за Ryerson University. Можам да кажам дека така 3 години имаше многу убаво време да игра, да учи и да се забавува. Морам да споменам во овој разговор дека со него беше во екипата и Владимир Матевски, кој едно време играл за Куманово, но како студент на Ryerson тој беше прогласен за најдобар играч на Ryerson University и сега тој има една школа за професионални кошаркаши и веќе двајца негови млади кошаркаши играат во NBA лигата. Така да синот мој кој работеше, кој учеше на Ryerson уствари и студираше исто така, имаше и некои аранжмани во училиштето. После некое време јас дојдов во тоа училиште, во тој универзитет и многу сум поносен бидејќи на некој начин и синот и таткото дадоа прилог или се уште да кажеме дел од тој универзитет. Така да, значи, вие се сложувате со мојата најава дека Канада е една од најпопуларните дестинации за студирање. Им пружа нови можности на младите, нови вработувања и поголема заработувачка во секој случај. Уште нешто што јас реков во најавата, а тоа е дека животот во Канада е скап. Да, сигурно дека е скап и Торонто секој ден станува поскап и поскап град. Кога ние дојдовме пред 25 години, немаше многу згради, така беше некако рурален метропола, но сега мислам дека со сите овие случувања во светот, што рекол дека светот е сега едно глобално село на некој начин, почна инвестициите од страна да доаѓаат, почна луѓето да инвестираат, така да Торонто сега е многу скап град за живење на некој начин и исто така стандардот е малку повисок од останатите градови во Канада. Мислам, можем да го спомнам тука Ванкувер, Торонто и Монтреал, тоа се 3 града, метрополи во кои животот е доста скап. Но од друга страна предноста на Торонто е што сите големи фирми имаат свое представништво тука или своји канцелари, така да банките се тука, овие државните институции, така да постои можност да се најде лесно работа, бидејќи има голем број на слободни работни места, има голем број на луѓе кои бараат работа, така да секогаш тоа е динамичен процес, не застанува, така да секогаш постои шанса да си најдеш место во тој скап град. Сигурно дека и платите се малку поголеми за разлика од другите места, но тоа е избор на поединци кои одат таму, кога ќе видат каква е средината, каква е ситуацијата, тие самите си донесуваат одлука каде да живеат, што да работат и колку да заработуваат. Дали се пронаоѓаат едноставно таму. Да. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Одиме се музика. Sure.
првата строфа, заедно со моите. Твојата мајка мори. Уште посилно, уште. Браво! Твојата мајка мори, тебе не те пушта. Кај мене да дојдеш, душо, срце мое, Се надевам дека уживате во нашиот денешен разговор. Секако и вие, почитувани гледачи, пред малите екрани кои што во моментов се наоѓате, сигурно имате некој кој што е одселен овде. Па ете, може би, господине Крстевски, успеавме ова утро и да пробудиме некои убави спомени. Ние да се надоврземе на разговорот. Дали може би сте запознаени со програмата за странските студенти во Канада? Па види, сите три, јас зборувам за Торонто, но тоа важи за сите универзитети и коледжи во Канада. Сите три универзитети во Торонто имаат своја програма за прием на странски студенти. Тие се многу отворени, така да кажам, имаат разновидни програми. Исто така имаат свој разновидни начини за финансирање. Едноставно со примање на странските студенти, тие си ги прошируваат своите капацитети, им даваат можност на странските студенти да се здобиваат со едукација, но во исто време им овозможуваат да после завршувањето на студиите да останат да продолжат со работа или едноставно во научното поле да се усовршуваат со магистри, докторати. Така да секој факултет има своја програма за странски студенти и со аплицирање се добива студентска виза која ви овозможува, или мислам на студентите им овозможува да во исто време и работат во Канада, така некои работи што се за студенти во исто време и да се финансиски помагаат во школувањето, но во исто време да можат и Канада да ја запознаат со некои патувања или едноставно со дружења. Така да мислам дека стварно зборувам за Торонто е многу голема прилика да ако може да се искористи, да се види светот и да се запознаат другите универзитети со начинот на работата, со едноставно со програмите, како и со технологија, бидејќи ние на Ryerson имаме лаборатории кои се стварно мислам доста вака опремени и може да се на некој начин тоа искористи за едукација на идните наши студенти кои одат на едукација и се враќаат во Македонија. Колку често се собирате на некои состаноци таму во Кумановското друштво? Па видите, од 96-та, како што реков, ние организиравме неколку пикника. Обично, мислам, во негде февруари, така она наша прочка што е, организираме игранки, обично тоа во црквите ги организираме, и тука се собираме. Една година имавме прилика, или ние си направивме уствари прилика, ги повикавме кумановските тамбураши, тие дојдоа таму кај нас, ни направија стварно една многу убава игранка на која што не само кумановците, ги поканивме и другите наши пријатели од другите друштва и на тој начин Кумановското друштво се го доби своето место во друштвото на Македонија или на македонци во Канада. Исто така, секој лето организираме еден или два пикника на каде што се собираме и едноставно со музика, со нашите специјалитети и со нашата, да кажеме, она желба за дружење, со енергија, ние на некој начин тоа е начин да се уствари оттргнеме од оној секојдневен живот што реков, работа дома, патување до работа, да се тргнеме и на некој начин да уживаме на овие
parti ili ovие викенди за да може да собереме едноставно малку сила за да издржиме следната недела. Тоа ни дава така некако енергија. Покрај овие пикници, ние исто така доста меѓу себе се дружиме така кога ќе дојдат тие наши слави, родендени или некои празнувања, така да на некој начин тоа е дружење во континуитет. Ние не прекинуваме, некогаш со помал, некогаш со поголем интензитет, секогаш сме заедно. Така. Сега, еве, директно од студиото на К3 ние ќе упатиме еден голем поздрав до сите кумановци кои што се наоѓаат во Канада. Оваа денешна емисија ќе биде прикачена на официјалната страница на YouTube на К3 телевизија, па ќе имате можност и оттаму кога ќе отидете заедно да погледате. Добро, господине Крстевски, дали може би сте запознаени кои се предусловите за емигрирање во Канада? Па видите, тие предуслови се менуваат секоја година, да кажеме, но генерално вака зборено, Канада е земја на која и требаат имигранти, односно луѓе кои ќе се доселат. Ние 93-та кога отидовме во Канада, таа беше околу 22 милиона. Сега е негде, мислам, 34-35 милиона. Значи, секоја година канадската влада има програма да минимум негде 250.000 емигранти доаѓаат во Канада. Тие треба на некој начин да се сместат, да се... Каде првен се обраќаат? Па видите, секој мислам дека најдобар начин и најлесен начин е да се обратат до канадската амбасада. Не знам дали, мислам дека најблиската амбасада овдека е во Виена, во Австрија, но постојат на онлайн, сега можат да се најдат сите тие апликации, да се потполнат апликации. Во барање на иселеничка виза, зборувам за иселеничка виза, бидејќи има и туристичка виза која ви дава посета на Канада и да се вратите, но иселеничка виза да одите и да останете. Постојат програми на канадската амбасада, тој е бодовен систем кој секоја година тие го менуваат во зависност од потреба. Некогаш се бараат повеќе инженери, некогаш повеќе доктори, некогаш повеќе техничари, во зависност од тоа кога се аплицира тој бодовниот систем се даваат поени и еден од предусловите исто така е да се познава англиски или француски јазик, бидејќи Канада е двојазична држава, така да познавање на овие два јазика повлекува поени. Сега процесот иде во зависност од потребите на канадската влада, тие решаваат, мислам, кога и колку луѓе ќе примат. Но по мене тоа е еден начин да многу посигурен. Постојат други некои агенции кои исто така ќе посредуваат, но тие на крај пак не може да ја сменат одлуката на владата. Како таа има зацртано, тоа така ќе биде. Само може некој начин ќе најдат вашата апликација да дојде побрзо до нив, ама не можат многу да направат. Ја мислам дека амбасадата е право место за обраќање. Таму, да. Колку се сложувате со констатацијата дека доколку некој сака да отиде да работи и живее во Канада за минимална плата, подобро е да остане тука во Македонија, додека за оние кои што имаат своја бизнис идеја, односно планираат да започнат сопствен бизнис таму, токму таму го наоѓаат своето место под сонцето. Видите, мислам, сепак е жално и доста е тешко вака да се остави огниште и да се замине, посебно во места каде што немате свој кој ќе ве пречека. Но од една страна предноста е што, познавајќи го светот, некако станувате по-флексибилен во полно работа, и не само во работа, во животот, него запознавајќи ги другите народи, другите обичаи, можете на некој начин да си го својот живот, така да кажеме, прилагодите на своите потреби. За минување сигурно во овие услови од Македонија, и многу ми е жал што луѓето, посебно младите луѓе одат, но тоа е една прилика да тие го видат светот и потоа или да се вратат, или едноставно со работка со македонските фирми, со македонските луѓе, тие таа некоја конекција да ја продлабочат, бидејќи сега зборувано времењата се многу различити. Тие дури не мора ни да заминат од Куманово, тие можат онлайн да вршат различити бизниси, да вршат различити работи, така да седејќи дома да заработуваат, мислам, пари од било која земја. Така да условите сега, како што реков, се различити, но во секој случај, ако некој се реши да иде, мислам дека е многу
подобро и интересно да се видат другите земји како работат, бидејќи со тоа искуство тие ќе можат секогаш да придонесат и за себе, и за, да кажеме, Македонија да ете на некој начин успеат во животот. Споменавте, многу е тешко, многу е тажно, самото иселување и тој процес. Па еве, јас би ве прашала, постои ли често носталгија за родниот крај? Сигурно, тоа постои и ќе остане, посебно како годините минуваат. Не велам дека носталгијата е поголема, но времето си прави да се почесто се сеќаваме на времињата кои поминале. Така да овие времиња што сега минуваат, не ги многу, да кажеме, зимаме за сериозно, бидејќи може се уште нешто да се промени, замени, но она време што поминало, останало како еден печат кој не може никако да се смени, да се поправи, али во сеќавањата ќе се секогаш со нас. Ние секогаш и таму евоцираме спомени, ги гледаме оние старите фотографии, да кажеме, се подсеќаме на работите. Затоа тоа дружење во Кумановското друштво и другите исто што се дружат е начин, на некој начин да се сочуваме од останатите, да кажеме, инфлуенци што секојдневно ги имаме и да живееме бар за кратко во еден наш свет кој некогаш бил и кој така, да кажеме, ќе си остане. Така да носталгијата е дел од нашиот живот, но во секој случај со помош на ова нова технологија, да кажеме со Facebook, со овие други онлайн или било која апликации, таа носталгија некако можеме многу лесно да ја смириме. Приватно јас така да кажеме секогаш кога имам време навечер ќе си седнам и ќе си ги слушам овие наши песни, ќе гледам некои наши филмови или било на некој начин. Едноставно да се малку опуштиме. Јас што велам, во сабота, недела сакам увото да го одморам од англискиот јазик, бидејќи на работа само и англиски збориме, и онда сабота, недела ние дома си збориме кумановски, така да на некој начин сакам да увото го одморам и едноставно да се чувствам, делот. Како да сте дома. Како дома, да. Сега, колку често доаѓате во Куманов? Па ние доаѓаме на 2-3 години, лани бевме, сега оваа година дојдовме, до година пак планираме, така да многу сме доаѓали и доаѓаме и секогаш ќе доаѓаме, бидејќи имаме сите пријатели, како што реков, и фамилијата ни е овдека, и едноставно се чувствуваме убаво кога ќе дојдеме во Куманово. За жал, доста е сменето во однос на годините кога ние го напуштивме, така да сега на некој начин овој град го гледаме со други очи. Се уште имаат некои улици, некои предели на Куманово каде што сакаме да прошетаме, да се подсетиме, но од друга страна пак и ги прифаќаме овие нови згради, да кажеме, нови правила што или едноставно оваа ситуација да сите луѓе се на улица и автомобили и турбулентен начин на живење. Таму го немаме на некој начин, тој мислам доста исто преку ден, но луѓето секаде идат некаде овдека, луѓето кафиќите се полни со млади, да кажеме, со постари, но секогаш можеш да седнеш, да се релаксираш. Едноставно ми се допаѓа тој начин. Ние кога дојдеме во Куманово, таа атмосфера веднаш нас не удира, бидејќи се е некако стеснето, се е бучно и во исто време се е во движење. Нема тука мирување да видиш, да кажеме. И едноставно, така, сакаме да дојдеме, што реков, некогаш е носталгија, некогаш потреба, а некогаш едноставно да се одмориме. Музичката номера која што имавме можност да ја слушнеме, односно Јована Јованке во изведба на нашиот легендарен Тоше Проевски, беше очигледно дека кај вас евоцираше спомени. Предлагам, пред да го заокружиме денешниот разговор, колегите од Решија да направат уште еден нивен избор, да послушаме уште една македонска песна.
И господине Крстевски, дали планирате враќање назад во Македонија после пензионирање? Па видите, тој план секогаш е опција, да кажеме, уште кога отидовме. Првите години таа опција беше многу поголема, да кажеме, бидејќи она снаоѓање во нова средина, барање работа, сигурно неколку пати така ни дојдевме во ситуација не да се вратиме, да почнеме да мислиме за враќање. Сега со години како минуваат, моите деца таму се средија, имам и внуци, така да на некој начин враќањето е се помала и помала опција, но во исто време пак на некој начин доаѓање овдека станува една потреба, така да сигурно дека најверојатно ние таму ќе останеме како фамилија, но почесто кога ќе се пензионираме со жена ми, почесто ќе доаѓаме овдека, ќе остануваме подолг период. Куманово е убаво место, така да кажеме, да се одмориш малку, но во исто време да можеш и околните места да ги посетиме на некој начин, да си направиме некоја искурзија или едноставно начин да се посетиме на деновите кога сме биле тука. Сигурно, како што реков, ние сега за сега планови се да се пензионираме и таму да останеме, но со врските со Куманово да останат продлабочени, дури и да бидат поинтензивни после нашето пензионирање, би имале повеќе време, а на тој начин би можели и по некои работи со нашите пријатели и роднини овдека почесто да се сретнуваме. Така. И за крај, дали би можеле вие во иднина да не бидете посредник и да оствариме, ние како телевизиска куќа, некаков контакт со Сдруженијето на кумановците во Канада, па за да можеме и редовно да ги информираме нашите гледачи за животот таму? Па секако, јас стварно сум изненаден, мислам позитивно и благодарен што ме повикавте во оваа емисија, бидејќи ова е мислам една прилика да ние таму во Канада, македонците, кумановците посебно да учествуваме во оваа емисија и да дадеме некоја слика како ние таму живееме, како се организираме и на некој начин да бидеме контакт со граѓаните кои се овдека. Во секое време ние ви стоиме на располагање да ако ви притреба било која информација или било начин да ви помогнеме, ние сме таму како друштво, но исто така и како поединци во секое време на располагање. Од друга страна, ние како друштво, кога ќе се вратам, сигурно дека ќе сакаме со телевизија Куманово К3 да воспоставиме соработка, така да нашите таму тие приредби или организации што ги правиме, нашите активности, едноставно и нашите некои планови за некои идни активности ги вклучиме во оваа ваша емисија, така да и самите кумановци да овдека се информираат ние што таму работиме, а од друга страна пак ќе најдеме начин па да ние се информираме вие овдека што правите, па кога ќе дојдеме на некој начин да не бидеме изненадени, позитивно, негативно, но да не бидеме изненадени, него да знаеме дека ние идеме во средина во која што сме биле, сме и ќе останеме за секогаш на некој начин. Сигурно тоа е многу добра прилика да воспоставиме и јас ќе бидам оној прв иницијатор да таа соработка се воспостави, но јас, како што реков, има доста млади луѓе, ќе оставам на нив тие да со младите од телевизија К3 работат заедно, а ние постарите кои сме, како што реков, 25 години таму, ние би на некој начин давале поддршка и на предлози или едноставно учествувале во тие активности. Господине Крстевски, ви благодарам за денешното гостување и за овој убав разговор кој што го водев. Благодарам и на вашата покана и ми беше стварно задоволство да бидам гостин на оваа емисија. Така. Почитувани гледачи, тука го заокружуваме денешното издание на емисијата Нов ден. Имајте убав ден, останете во пријатно расположение и со програмата на К3 телевизија.